Почитувани представници на медиумите. На вчерашната 40-та седмица на Советот на општина Прилеп, советниците во Советот и нашата советничка група во комплет доживеавме уште едно, не знам по кое, големо разочарување и понижување од страна на градоначалникот Маријан Ристевски. На седмица на која се гласа еден толку значаен документ, како што е предлог буџетот за 2012 година, а чиј предлагач е токму градоначалникот, тој не беше тука да образложи колку пари ќе се соберат од граѓаните и поважно како истите ќе се потрошат. Иако седницата беше закажана пред една недела, со своето отсуство градоначалникот Ристевски покажа колку ја почитува и цени работата на Советот и колку е заинтересиран за дискусиите и предлозите на советниците. Ќе ве потсетам дека во изминатите 3 години од неговиот втор мандат со своето присуство на седниците на Совет не удостои се на се 3 до 4 пати. Дополнително омаловажување представуваат предложените 50 точки на дневен ред за несериозниот однос на локалната власт кон Советот и кон граѓаните на општина Прилеп воедно, зборува и вчерашното разгледување на финансиските планови и предлог пред сметките на буџетските корисници. Наместо тоа да го правиме во октомври, и со сите тие показатели да се пристапи кон изготвување на буџетот, доведени бевме до една апсурдна ситуација, кога мнозинството прво го изгласа буџетот, а дури потоа финансиските планови на кои истиот се базира. Дрскоста и ароганцијата на предлагачот и изготвувачот отидоа дотаму што службите јавно признаа дека финансиските програми на одделни јавни предпријатија ниту ги побарале, ниту ги пак ги виделе. Најголемиот проблем е тоа што градоначалникот и локалната самоуправа ќе потрошат 17,5 милиони евра, без при тоа граѓаните да добијат ништо што би значило подобрување на нивниот социјален и економски статус. Она што овој буџет им го гарантира се поскапувањето на одредени комунални такси, казни, паркинг зони на секој агол, како и пак служба која ги темне граѓаните во секоја улица. Сето тоа директно ќе влијае на зголемувањето на сиромаштијата и безперспективноста на граѓаните на нашата општина. Не можат, а да не се спомнат небулозите, искажани вчера, дека 4,3 милиони евра ќе останеле за граѓаните за наводно зголемување на нивната куповна моќ. Зошто во услови на рекордна сиромаштија, локалната власт планира да потроши 35 милиони денари за плоштад, за нови споменици и за фонтани, никој не образложи. Најавата за 2012 година само по себе покажува дека на економски план градоначалникот Ристевски нема да превземе ништо. Зошто е пропушти единствената странска инвестиција на Кромберг и Шуберт во овој регион и покрај нашиот сограѓанин министер и да оди во Жабен и Битола наместо во нашите надалеку фалени така наречени економски зони Лагови или Јалинци. Заради несериозниот и нетранспарентен пристап кон составувањето и презентирањето на најважниот документ за општина Прилеп, заради неучество на јавноста во неговото креирање, заради нереалноста во проекциите на приходите, како и заради крајно неразвоениот карактер и неодговорното трошење на парите, нашата советничка група не го поддржа овој предлог буџет. Сепак, без разлика на бескрупулозното и понижувачко практикување на моќ која власта секојдневно го манифестира, советничката група на СДСМ во рамки на Советот на општина Прилеп ќе продолжи со заложбите за подобар живот и мина на граѓаните, без разлика дали и колку пати локалната власт ќе ги одбива нашите издржани укажувања и аргументи. На крај, во името на нашата советничка група, сакам на сите граѓани на општина Прилеп да им ги честитам новогодишните и божичните празници со најискрени желби за добро здравје, нивно и во фамилијата, среќа во животот и би им посакал повеќе радост на нивните лица. Ви благодарам.